средина на декември 2025 година, двајца мажи исфрлаат отпад на нелегална депонија на брегот на реката Вардар во близина на тетовското село Сиричино. Една слика која е универзална илустрација за односот кон реките и природата во Македонија. Стиропори, остатоци од реновирања, кабли, мебел затрпан со земја, црева и најлони. Широк спектар фрлен на речниот брег и во речното корито. Отпадот од гуми, куфери, остатоци од столици и градежен шут создава мала брана во речното корито. На дивата депонија кучињата нашле дом и бараат извор на храна. Најлони ткаенини стојат како декорација на човечката неодговорност. Оваа слика ја документиравме на повеќе места по течението на Вардар во Тетовско. Во тој декемвриски ден отидовме да се распрашаме дали реката Вардар од секогаш била така загадена. Во Сиричино можевме да разговараме со жителката Антина Николовска. Порано било чисто. Јата сум дошла, мислим, многу рано, 72 година. Стари баби се купеле по фусти у Вардар. Сија, еве, едно 15-20 години, ѓубрето све е по Вардарот. Нигде не е совесно. Мислим, како нашево село нема нигде. Све расфрлено, избацано. А иде по Вардарот све. И животни цојсани, и све живо по Вардар иде. Тоа вода кој ќе ѓази. Јас се чудим како фрламе за... Кога ќе дојдеше за 19 како се фрлаа децата. Ја да сум не се фрлам, цел свет да ми го дадат. Ја не би се фрлила. Зашто се има болести секакви. Фрла стакла, фрла железо, фрла ова, фрла она, може да си сече. Да стане инвалид за цел живот. Ова треба да се превземе голема мерка. Од тие луѓе кои се клучни луѓе, главни луѓе, од кај што треба да почне од корењот. Во октомври-ноември 2025 година, на површината на матните води на Вардар, два пати пловеа огромни количини на пластични шишиња. Во Сиричино, повеќе луѓе ни укажаа дека со шишињата пловеле и фудбалски топки со амблеми од ФФМ, кои децата ги ваделе од Вардар. Гледам и мојава еднаш се продолжило, ја го заплев. Не смее така да биде. Може да се удави за една топка. А ќе окупим 100 не една, за толку имам пензија ја. И го забранил моето, а топки избирале по 5-20, а од кај доаѓа, не знаем. Многу ли топки имало? Многу. Од кај се тоа сигурно испуштени, расипани, нема да се нормални тие топки. Ете, тоа сум слушнала од деца. Овдешни ги земаа и играа деца. Прегледувајќи ги снимките уште еднаш, на една од нив воочивме топки. Се вративме во Сиричино по скоро 5 месеци. Децата играа фудбал со една од топките извадени од Вардар. Од извадените топки лани 7 биле со знакот на ФФМ. Имало и со други надписи, како на пример Лига на шампионите. Единствениот тим од Македонија кој што се надпреваруваше во квалификацијските рунди за Лигата на шампионите беше Шкендија од Тетово. Собственик е фирмата Ecolog International, која што меѓу другото се занимава со логистика, градежништво, отпад и пречистување на води. Во обвинителството ни нагласија дека не можат да излегуваат на терен за сите шишиња што пловат по Вардар. Одржувањето на хигиената на стадионите најчесто не било доверено на специјализирана фирма, ни рекоа во ФФМ, и тоа се реализирало со ангажман на внатрешниот персонал. По завршување на еден фудбалски надпревар, најчесто останува отпад од амбалажен карактер. Доминираат хартија и пластика, чаши, шишиња, салфетки и различни пакувања од пијалоци и храна. Во вип просториите и ресторанските делови може да се појави и мала количина органски отпад, односно остатоци од храна, но тие се во значително помал обем. Отпадот од стадионите понатаму се презема од надлежните комунални служби и се транспортира до депонија. Во ФФМ објаснуваат дека како донација им даваат нови топки на фудбалските клубови во Македонија. Старите најчесто завршувале во депонијата Дрисла.
Кога станува збор за спортската опрема, како што се старите фудбалски топки, кои повеќе не се употребливи за тренинг или надпревар, нивниот третман е сличен. Наместо повторна употреба или донација, тие најчесто завршуваат како отпад и се транспортираат во Дрисла. По првиот од ланските инциденти со пластични шишиња и топки во Вардар, жителите сведочеа дека се започнало околу 8 часот наутро и изразија сомнеш дека тој отпад е намерно донесен и фрлен во Вардар. Мислење што тогаш го делеше и градоначалникот на Јегуновце. И затоа сметам дека тој комунален смет е пуштен по река Вардар кој помина низ општина Јегуновце. По скоро половина година прашавме во општината дали се откри кој го исфрли тој отпад во Вардар. Загадувањето е резултат на акумулација на отпад, донесен од повисоките делови на водотекот. Општина Јегуновце не е причинител на настанатата еколошка состојба, туку представуваше транзитна општина со должина од 7 километри. Отпадот е донесен по водниот тек од други подрачја. Општина Јегуновце го пријави случајот против непознат сторител до МВР, но до овој момент немаме информации за исходот. Прашавме во МВР дали по пријавата од Јегуновце се откриени сторителите, физички или правни лица, но одговор не добивме. Бевме информирани дека од 2020 до 2025 година се регистрирани 9 кривични дела за загадување на реки, при што се поднесени пријави против 8 физички и 3 правни лица, како и една пријава против непознат сторител. Во Државниот инспекторат за животна средина гледаат проблем во работата на комуналните инспектори во општините. Ова настанува заради слаби услуги на јавните комунални претпријатија и немање надзор од општинските комунални инспектори и редари. Пропуст во државата е и што индустријата мора да ја пречистува отпадната вода, но не секоја постројка има таков систем. Дел од објектите располагаат со пречистителни системи, додека други не. Клучниот критериум не е само постоењето на станица, туку почитувањето на граничните вредности на емисии. Сите капацитети со интегрирана еколошка дозвола мора да ги почитуваат дозволените концентрации и се обврзани да применуваат најдобри достапни техники. Доколку параметрите се во дозволени граници, објектот се смета за усогласен. Кај индустрии со повисоко загадување, пречистителните системи се задолжителни. Грешка во системот е што индустријата се контролира самата себе си. Овој проблем на недостаток на независна контрола е воочен и во Институтот за јавно здравје. Оно што најмногу ми смета во тие, особено интегрираните еколошки дозволи, во секое стручно мислење тоа го потенцираме и укажуваме на Министерството за здравство, дека не сме да се дозволи да компанијата сама себе си се мониторира во некоја приватна лабораторија. Значи мора државата да има контрола. Тоа е првото нешто што им укажуваме, а второто нешто на кое што потенцираме, но ништо не се менува во пракса, е дека во нивните дозволи што ги доставуваат за мислење не се смета мониторинг за 2 пати годишно на испуштање на индустријска отпадна вода во некој реципиент, односно водно тело. Значи тоа не е мониторинг. Мониторинг е континуирано следење на квалитет и безбедност на таа отпадна вода. Тоа е спорадично земење. Еднаш до 2 пати годишно донесат во приватна лабораторија и да достават резултат. Значи мора државата да воспостави систематско следење на она што испуштаат и дали ги почитуваат напишаните одредби во дозволите, но особено да зголемат фреквенцијата. Често пати разговарам со колегите од животна средина дека мора да се зголеми динамиката, меѓутоа одговорот е па директивата европска така го бара. Најодговорно тврдам дека ниедна европска директива не ви забранува да воведете построги стандарди. Таа ве ограничува да ставите полиберални стандарди од незините барања. Извештајот за река Вардар од Министерството за животна средина покажува дека повеќе од половината индустријски објекти во Македонија испуштаат отпадна вода без никаков третман. Така се исфрлаат опасни супстанции, вклучително и тешки метали, органски соединенија, хранливи материи и масла.
кои може да имаат долгорочно влијание врз квалитетот на водата и водните екосистеми. Проценката на точките на индустријски испуст во сливот на реката Вардар покажува дека речиси 55% од индустријските капацитети испуштаат отпадни води без никаков претходен третман, додека само 45% вршат некаква форма на претходен третман пред самиот испуст. Ова покажува дека постои сериозен недостаток во системот за контрола на загадувањето, бидејќи со нетретираните испусти може директно да се внесат опасни супстанции во реките и потоците, со што се зголемуваат ризиците за квалитетот на водата и за корисниците низводно. Покрај тоа, речиси половина од капацитетите вршат испуст на отпадни води директно во реките, 46%, додека околу 40% се приклучени на постоен канализационен систем. Односот на индустријата кон реките во Македонија се гледа и преку документите наречени Годишен извештај за квалитетот на животната средина, кои содржат податоци за претходната година од таа на која се однесуваат. Во тој за 2024 година стои дека во 2023 Министерството за животна средина добило одговори за испуштените индустријски води од 93 фирми со А или Б интегрирани дозволи. Бидејќи дозволите важат 5 години, го проверивме регистерот на издадени и обновени дозволи за периодот 2018-2023. Така, во 2023 година имало активни 272 А и Б интегрирани дозволи, што значи дека 179 компании не доставиле информации за своите отпадни води. И така секоја година. Клучен предизвик представува отсуството на целосни податоци за количините што се испуштаат, како резултат на недоволното известување од страна на индустријата до надлежните органи. Во моментов постојат достапни веродостојни информации за просечните стапки на испуст само за околу 30% од идентификуваните точки на испуст. Ова ја ограничува можноста да се направи квантитативна процена на индустријските влијанија. Од достапните податоци произлегува дека вкупно во 3 години од 2021 до 2023 се испуштени најмалку над 27 милиони кубни метри отпадни индустријски води, во кои имало над 8 тона железо, по над 2 тона цинк и никел, како и по над 600 килограми бакар и олово. За разградување на органската материја, само од таа индустријска отпадна вода во наведениот период, на микроорганизмите им требале над 217 тони кислород. За класификацијата на водата во површинските водни тела во Македонија и натаму се користи уредбата од 1999 година, која што има бројни исти гранични вредности за најлошите категории, 4 и 5. Иако пред 10 години, односно во 2016, е донесена нова уредба, усогласена со рамковната директива на Европската Унија за води, според која преку построги гранични вредности се одредува еколошкиот и хемискиот статус, институциите добивале известување неа да не ја користат. Одлуките со кои примената се одложува на по 2 години се објавувани во службен весник. Лани, неупотребата била продолжена до 1 јануари 2028 година. Категоризацијата и класификацијата на водите во Северна Македонија се регулирани со Законот за водите и со уредбите за класификација и категоризација на водите, кои имаат за цел да бидат усогласени со законодавството на Европската Унија. Можеме да кажеме дека пренесувањето на ова законодавство на Европската Унија е напреднато, но имплементацијата заостанува. Се уште не е усвоен ниту еден план за управување со речни сливови, а анализата на состојбата на водите и на мониторинг системот се уште не е завршена. Старата уредба ја користат и Институтот за јавно здравје и Управата за хидрометеоролошки работи, во чија нова лабораторија, донирана од Европската Унија, разговаравме со доктор Шерибан Рамани. Старата уредба има гранични вредности кои што се пошироки, да речеме. Во новата уредба, која што мора да е во согласно со ЕУ директивата, односно рамковната директива за води, тука
граничните вредности се пониски за повеќето параметри, а има и параметри, значи нови параметри што треба да се испитуваат. Со која значи се одредува приоритетните супстанции. Тука се пестицидите, тука се антибиотиците и многу други органски загадувачи. И тука ви спомнав се и металите, кои ние, значи еве 20 години назад ги анализираме. Олово, кадмиум и никел. Живата планираме сега скоро, значи во тек или да речеме во процедура ни е набавката на тој апарат за да можеме понатака да анализираме и жива во водите. За жал се уште во примена уредбата за класификација на површински води многу стара од 99 година. Се направи обид во 2016 да се донесе нова уредба, прилично согласена со барањата на Европската директива и рамковната директива на води, која што цели да сите површински тела во една земја членка или земја членка аспирант да влезе во Европска унија, мора да постигне добар еколошки статус на водните тела, површински, крајбрежни и така натаму. За жал, 2016 година уредбата се уште не е во пракса, се одложува секоја година. Притисокот дојде од стопанството, а посебно индустријата, бидејќи ќе мораше веднаш да се инвестираат огромни средства во модернизација и филтри. Квалитетот на речните води според старата уредба се дели во 5 категории. Од прва во која може да се одгледуваат риби, да се спортува или која може со мал третман да се пие, до пета во која реката е мртва и водата не смее да се користи ни за наводнување. Од нашиот мониторинг јас би ги одвоила Скочивир, значи меното место Скочивир во Црна река и Новоконјарево во реката Струмица, кои се класифицираат 4-та, а понекогаш и 5-та класа како загадувач. Тука се појавуваат нутриентите, фосфатите, азотот, и тоа е последица од комуналните отпадни води, земјоделието и сточарството. 5-та класа ќе имаме тогаш кога нема да имате патки да ги гледаме видливо патките во река Вардар и нема да имаме рибари на река Вардар, што значи дека веќе тоа е комплетна ноксична река без кислород во која што не може ништо живо да опстои во реката. Мал дел од водите, некаде правев анализа за собствени потреби, некаде 10 до 15% од анализираните примероци се класифицирани во таа најлоша класа, значи зборувам за мониторинг од повеќе од 20 на 19-20 години. Најголемиот дел се 3-4 класа во однос на физичко-хемиските својства, меѓутоа ќе повторам, заради микробиолошката класификација се 4-5 класа. Се додека нешто мрда во реката Вардар, се додека имаме рибари, значи се уште има некаква концентрација на кислород и не е комплетно мртва река. Кога ќе ги снеме рибарите и патките кои што пливаат, тоа веќе значи дека реката ќе изгубиме. Поради загадувањето, на многу места во државата е забрането капењето во речните води. Таков пример е и Скопје, каде табли стојат во близина на камениот мост и на железничката станица. Сепак, секој јануари водите во кои се влева канализација и отпадна индустријска вода се осветуваат, а верници се фрлаат по крстот. Тоа е феномен на кој што секоја година како стручно лице, професионално вработено во овој институт и како професор на факултет се прашувам зошто луѓето го прават тоа и зошто нашата црква дозволува да токму на тоа место токму во тоа површинско водно тело, кога знаеме дека е фекално загадена. Да не бидам погрешно сватена, јас сум верник, ортодокс, меѓутоа искрено сум како професионалец загрижена и сметам дека црквата мора да изнајде решение, додека нашите науди и резултати не покажат дека река Вардар после пречистувањето се подобрува незиниот квалитет во однос на микробиолошката анализа, да најде друго решение за да го изведува тој ритуал со максимална должна почит. Во Институтот за јавно здравје ни беше посочено дека во таквите загадени води може да се најдат фекални стрептококи, ешерихија коли,
Pseudomonas aeruginosa, која спаѓа во групата на интрахоспитални бактерии, а преку водени капки може да се пренесе и легионела. Тоа што е опасно ниту се гледа, ниту се мириса во најголемиот дел од случаите, така да мора да се подигне свеста дека капење, па макар и на неколку минути, не треба да се практикува. Верувам дека нашите граѓани се запознаени дека ниту една бактерија и вирус не може преку интактна, велиме, недопрена, неоштетена кожа или слузница да навлезе. Меѓутоа, навлегува доколку имате микроранички, навлегува доколку имате некаква инфекција, значи веќе оштетен епителот или слузниците, но навлегува и преку други патишта. Најзначаен пат на изложеност на население е преку проголтување. Мораме да земеме во предвид дека и најдобриот пливач, епидемиолошки студии покажале дека во текот на еден тренинг проголтува 15 мл вода. Подигнувањето на свеста кај населението и во однос на загадените реки е очигледно најтешко остварлива цел. Нашето население мора да свати дека штом постои табла да се почитува. Инспекторите од санитарниот здравствен инспекторат кои што се надлежни да постават табла, ќе ја постават, велат, локалното население отстранува за половина час, без разлика дали е тоа вода за капење или вода за пиење, некоја природна чешма и така натаму. Значи, ги изложуваат на ризики тие што не знаат каков е квалитетот на водата. Нетретираната отпадна вода и испустите од поголемите градови и понатаму остануваат примерни извори на загадување на водите, а особено на реките, стои во ланскиот извештај на Европската Унија за напредокот на Македонија. Квалитетот на речните води треба да се подобри со изградба на пречистителни станици. Проблемот во земјата е што некои постоечки се веќе застарени, а тоа го потврдува и Министерството за животна средина. Иако повеќето урбани подрачја имаат канализациони мрежи, многу од овие системи се застарени, лошо одржувани или незавршени. Бројот на функционални пречистителни станици за отпадни води е ограничен и повеќето од нив се застарени и често работат со намалена ефикасност. Според делегацијата на Европската Унија во Македонија, само 25% од населението има пристап до пречистителна станица. Во ЕУ тој процент е околу 81. Прашавме, колку пречистителни станици мора да бидат изградени во земјата? Потребни се 87 пречистителни станици за отпадни води, од кои 17 треба да бидат со терцијален третман. Вкупната потребна инвестиција за исполнување на барањата на Директивата за третман на урбани отпадни води во 2017 година е проценета на 1,2 милиарди евра. Со тековната стапка на инвестирање, целосната усогласеност се предвидува во 2041 година. Прашавме во различни европски банки и во делегацијата на Европската Унија колкави средства се дадени за подобрување на оваа состојба. Европската инвестициска банка одобрила заеми во висина од 168 милиони евра за обнова и изградба на канализацијски системи и пречистителни станици. Европската Унија има одобрено околу 165 милиони евра за изградба на пречистителни станици во Прилеп, Струмица, Радовиш, Кичево, Битола, Тетово, Штип, Виница, Велес, Преспа и Скопје. Европската банка за обнова и развој пак има дадено заем од 60 милиони евра за изградба на пречистителната станица во Скопје. Контактиравме бројни извори за да разбереме зошто незината изградба трае толку долго. Тендерот беше распишан во јуни 2020 година, кога се кажа дека во 2025 година Скопје ќе добие пречистителна станица. Една година по овој рок, таа се уште е во изградба. Тендерот го доби германската фирма ВТЕ Wassertechnik GmbH, која во тоа време беше во сопствеништво на австриската Евана. Годинава фирмата е преземена од австриската групација Strabag. Македонски изведувач е градежната фирма Жикол. Лице вклучено во изградбата не информираше дека македонските власти влегле во проектот без детални урбанистички планови, без експроприација на имотот, без обезбедена струја на градежната парцела и без да се утврди дали мостот подигнат специјално за изградбата може да го понесе притисокот од градежната механизација. Договорот е потпишан 3 години по тендерот, а изградбата почнала дури во 2025 година.
Договорот беше потпишан на 4 април 2023 година. Реалната имплементација во тој момент не можеше да започне. Се уште беа во тек постапките за усвојување на планската документација ДУП. 4 постапки се водеа паралелно во општина Газибаба и општина Аеродром. Потоа се изработуваше и урбанистички проект за инфраструктура. Немаше обезбедено пристапен пат до локацијата. Истиот беше изграден во рамки на овој договор. Одобрение за градење беше издадено на 27 март 2025, пошто во април 2025 година започна изградбата на објектот. Општината Газибаба и градот Скопје ги игнорираа барањата за одговори. Во општина Аеродром ни информираа дека сите постапки биле водени согласно законските процедури и рокови. Документите покажуваат дека деталните урбанистички планови во општина Газибаба се донесени на 16 февруари и 30 април 2024 година, односно една година пред првично најавеното завршување на пречистителната станица. Овие недостатоци ги воочува и делегацијата на Европската Унија, кога се работи за изградба на пречистителни станици во државата. Главните предизвици поврзани со спроведување на проектите за изградба на пречистителни станици за отпадни води вклучуваат посветеност од страна на националните власти, комуникација и разбирање меѓу централното и локалното ниво, исполнување на предусловите, експроприација на земјиште, поврзување со комунална инфраструктура, дозволи, навремена изработка на проектите за пречистителните станици, процедурални доснења и доснења во јавните набавки, капацитет на изведувачите, реформи во јавните комунални претпријатија, функционални и стручни единици за имплементација на проекти. Развлекувањето на изградбата на пречистителната станица во Скопје, освен критика, носи и дополнителни трошоци, зашто е потребен анекс на договорот. Вредноста на работите во договорот за проектирање и изградба изнесува 167 милиони 98.000 евра. Заедно со резерви за непредвидени работи, 184 милиони 534.856 евра. Вредноста на договорот за надзор изнесува 3 милиони 179.105 евра. Заради продолжениот рок на завршување на градбата, се очекува дополнителен трошок околу 1,2 милиони евра. Согласно договорот, предвидена е промена на цена согласно статистичките индекси на цени, максимално до 10%. Поради задоцнетото започнување на градбата, има дополнителен трошок од 8.584.971 евро. Камати за задоцнета исплата од 1.716.905 евра. За изградба на времена пристапна улица 1.490.419 евра. Така во 2026 година се доаѓа до сума од над 200 милиони евра. Во јуни 2020 година, кога се објави повикот за изградба на пречистителната станица, се информираше дека таа ќе чини 136 милиони евра. Незината изградба треба да заврши кон крајот на 2027 година. Поради горе наведените причини, рокот на завршување на градбата е продолжен за 18 месеци, а согласно актуелниот план, градбата треба да заврши во ноември 2027 година. Потоа ќе следи период на пробна работа од 2 години. Објектот ќе биде превземен од страна на јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје во ноември 2029 година. Во моментов април 2026 година, новинарска забелешка, напредокот на градбата е 30%. Пречистената скопска вода од скоро 1/3 од популацијата во Македонија ќе се користи за технолошки потреби во постројката, а остатокот ќе се испушта во Вардар. Каналите се веќе видливи. Пречистителната станица ја следеа тврдења за корупција. Претходната скопска градоначалничка Данела Арсовска обвини дека фатила луѓе со рачињата во медот, откако го разреши тогашниот директор на Водовод и канализација Златко Перински.
Ја контактиравме Арсовска, која ни рече дека била исклучена од сите процеси на одлучување и дека сега за неа тоа е среќна околност, бидејќи во Македонија институциите биле корумпирани и работеле по нарачка. Постапките ги водеше директорот со тим кој беше формиран од членови од неколку институции и истиот тим ги реализираше сите постапки. Постапката во тоа време се вршеше крајно нетранспарентно. Ниту јас како градоначалник, ниту Советот на град Скопје, кој брои 45 членови од сите политички опции, не бевме информирани што се случува. Ниту ни беа доставувани извештаи, што е статутарна и законска обврска на предпријатието. Тоа беше и причината зошто ја алармирав јавноста и европските банки, кои го финансираа проектот. Имаше предистражна постапка, која беше покрената од нашите институции, но за текот на истата никој не ме информирал. Имаше и тим на истражители од европските банки. Дека таква предистрага се водела, ни беше потврдено и во јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Лице од обвинителството, запознаено со случајот, не брифираше дека предмет бил оформен по известување од МВР. На почетокот на 2023 година, Единицата за финансиски криминал достави известување. Се пристапи кон проверки кои ги правеше правосудна полиција. Беа обезбедени документи, направени разговори во општина Газибаба, Министерството за финансии и повеќе други институции, како Водовод и канализација и град Скопје. Беше одржан состанок и овде во обвинителството, со представници на Европската инвестициска банка, меѓу кои беше и главниот истражител на дивизијата за истраги. На тој состанок е заклучено дека постапката за изборот на фирмите и набавките дотогаш била следена од нивни представници. Тие извршиле увид во документациите и не пронашле неправилности во однос на законските прописи по кои се спроведувала постапката, од аспект на законодавството за јавни набавки на Европската Унија. Откако се прелистале сите документи и не се нашла забелешка за изборот на фирмите, се донела одлука, така наречена резолуција, дека во моментот нема место за натамошно постапување. Нашите одлуки не се пресудена работа. Доколку се појави што било ново, нова индиција, нов доказ, тие во секој момент можат повторно да бидат ревитализирани, се додека не се истечени роковите за застареност. Толку е прелиминарен степенот, да вие овде немате кривично дело. Министерството за финансии се обраќало до тоа за животна средина, до град Скопје и до Водовод и канализација, за да ги предупреди дека мора побргу да одлучуваат и постапуваат, бидејќи се плаќала провизија од 0,5% на годишно ниво на неповлечениот дел од заемот. Во ОЈОГОК велат дека со таквото непостапување треба да се занимаваат други институции, а одговорноста да се понеси на избори. Во австријски Страбак гледаат на постројката што се гради во Скопје како на пример за земјите во регионот. Од отпадната вода ќе се отстрануваат цврсти материи како хартија, пластика или текстил, а далогот ќе се суши без надворешно снабдување со енергија, пошто на крајот ќе се согорува. Проектот во Скопје во поглед на техничката опрема и инженерингот, според нашето мислење, представува значаен пилот проект за регионот. Станува збор за модерен и кон иднината насочен проект, кој уште сега ги исполнува барањата за енергетска ефикасност, што на ниво на Европската Унија се предвидени дури за наредните децении, особено по 2040 година. Со тоа постројката има јасен демонстративен карактер и може да служи како референтен пример за слични идни проекти во регионот. Сакавме да споредиме како е на друго место и отидовме прво во Србија. Таму можевме да регистрираме испуст на течности од производство на млечни продукти на територијата на општина Бујановац, загадување на извор и река во Ужице поради дефект на легална депонија, обојување на Врањската река, која е притока на поголемата река Јужна Морава и која во минативе неколку месеци имаше од окер до темно сина боја. Проблемот и во минатото доаѓал од фирма во Врање.
uglavnom imali smo firmu koja nam je povećavala pH vrednost, znači vršeno je ispiranje nekih od uređaja koje su oni koristili, na taj način se povećavala pH vrednost. Naravno, rečeno im je i da obrate pažnju na svoj predtretman, jer su svi zakonom obavezni da ukoliko imaju otpadnu vodu koja je sa visokim sadržajem određenih parametra, moraju da dovedu kvalitet njihove otpadne vode do određenih granica i samo kao takvu smeju ispustiti u kanalizacionu mrežu. A od ostalih krupnijih materijala najčešće imamo problema sa vlažnim maramicama. To uglavnom dolazi iz ostalih domaćinstva, možda iz nekih restorana. I te vlažne maramice su možda najopasniji otpad ovde na postrojenju, zato što dodatno ugrožava svu mehaničku opremu instaliranu u okviru postrojenja. Од Врање отидовме во Белград. Убавата слика од височина се нарушува со фактичката состојба на терен, од отпад и мртво животно до други видови на загадување. Додека се подготвувавме за интервју, можевме да документираме како брод исфрла талок и отпадна течност во близина на местото каде што се спојуваат Сава и Дунав и каде што треба да биде идниот колектор. Градот има 20 големи испусти со околу 190 милиони кубни метри отпадна вода годишно. Ono što je jako problematično je što te otpadne vode nisu samo otpadne vode iz domaćinstava, zato što se na teritoriji grada Beograda nalaze i neka manja postrojenja koja koriste krišom, da kažem, komunalnu otpadnu infrastrukturu. Tu se nalaze instituti, fakulteti i miks otpadnih voda koji se izliva u Dunav i Savu je, blago rečeno, katastrofalan. Preko 600 brodova dolazi godišnje sa turistima, to je od 100 do 120 hiljada rečnih kruzera. Oni proizvode isto neku otpadnu vodu koja dodatno opterećuje sistem. Beograd je poznat po splavovima. 300 otprilike splavova ima restorana za zabavu koji ispuštaju otpadne vode u Dunav i Savu. Od 1500 do 2000 vikend kućica na Dunavu i Savi postoji. Znači, to je sve nešto što dodatno opterećuje. Изградбата на пречистителната станица во Белград со години е во втор план, иако околу третина од луѓето таму немаат пристап ни до канализација. Smatram da je u posljednjih nekoliko godina zaista ceo investicioni ciklus Srbije i Beograda usmeren ka infrastrukturi koja treba da podrži međunarodnu izložbu Expo, koja će se održati naredne godine na obodu Beograda u Surčinu, tako da tu ide najveći deo javnih sredstava. Nažalost, čini mi se da je sistem za preradu otpadnih voda u Beogradu kolateralna šteta. Во Србија, некои од постројките за пречистување отпадни води не функционираат. Zapravo je veliki broj takvih postrojenja u odnosu na ukupno evidentiran broj od nekih 35-6 trenutno, s kojim trenutno raspolažemo. Neka su takva zbog toga što su potpuno amortizovana jer su građena 70-ih, kao na primjer u Sokobanji, tako da ono je izgubilo svoju funkciju pa je neophodno graditi novo. Ili pak imamo situaciju da imamo nedavno izgrađena postrojenja, na primjer od donacije Evropske unije opštine Trgovište, ali prema našim saznanjima to postrojenje nije u funkciji iz razloga što je usled neadekvatnog odabira tehnologije ono suviše skupo za lokalnu samoupravu da bi bilo u funkciji i zbog toga praktično imamo postrojenje, ali nemamo prečišćavanje otpadnih voda. Од Белград отидовме во Бон за да разговараме за четвртото ниво на пречистување на отпадната вода преку примерот на реката Рајна. Најголемото хемиско загадување на оваа река е во 1986 година, кога масовно е уништен живиот свет во неа, по несреќа во швајцарската фирма Сандос и истекувањето на околу 30 тони пестициди и жива по должина од околу 400 километри.
Bevölkerung war sehr empört, als sie diese toten Fische auf über 300 Kilometer vom Rhein gesehen hat. Und es war wirklich ein großer Handlungsdruck. Und die Politik hat dann ein Jahr später auch Lehren daraus gezogen und eben gesagt, wir wollen nicht nur zurück zu dem Status quo ante vor dem Unfall, die Wasserqualität verbessern. Wir wollen auch das ganze Ökosystem vom Rhein wieder verbessern, ausgestorbene Arten wieder ansiedeln und so weiter. Also es hat wirklich einen Schub für den Rhein gebracht. 9 држави работеа и работат на незино спасување и на враќање на живиот свет. Иако квалитетот на водата во Рајна денес е многу подобар, предизвик останува микрозагадувањето, кое се планира да се намали за 30% до 2040-та. Da arbeiten die gerade unter Hochdruck dran, indem zum Beispiel 4. Reinigungsstufe bei Kläranlagen gebaut wird, aber auch... Was bedeutet das? Also es gibt einfach verschiedene Stufen bei den Kläranlagen, die mechanische Reinigung, dann die biologische, dann chemische und jetzt kommt noch eine aufwendige 4. Stufe hinzu. Das ist kostspielig und wird auch für die größeren Kläranlagen gemacht, aber es lohnt sich, weil dann eben bestimmte Schadstoffe entfernt werden können. Во оваа дополнителна фаза преку активен јаглен, озонска оксидација или мембранска филтрација се отстрануваат така наречените микрозагадувања, како што се остатоци од лекови, хормони, пестициди и други трајни хемикалии, што можат да бидат штетни и во многу мали концентрации. Назад во Македонија, каде не се чека само изградбата на пречистителната станица во Скопје, туку и на таа во Битола и во Тетово. Во 2016 година евроамбасадорот Самуел Жбогар и шпанскиот амбасадор Абароа Каранса ја најавуваат изградбата на Тетовската станица. Министерството за животна средина во 2017 година презентира проект и се најавува изградбата за 2018 година. Наместо тоа, во 2019 година се трошат 3 милиони евра, домашни и норвешки пари, за чистење на депонијата на која треба да се гради станицата. По 7 години, на локацијата во тетовското село Фалише повторно се наоѓа дива депонија, од која се шири неподнослива миризба. Испративме прашање до општина Тетово на 8 април. Додека ние чекавме одговори, следната недела на 17 април градоначалникот Билал Касами излезе пред медиумите и изјави дека е одбрана фирма, која ќе ги гради колекторот и пречистителната станица, и дека летово треба да се почне со градбата. На 13 мај, скоро еден месец по изјавата на Касами, добивме писмен допис заверен 3 дена по пласираната информација во јавноста. Чистењето на дивата депонија лоцирана на местото наменето за изградба на идната пречистителна станица за отпадни води е завршено. Согласно подпишаниот договор со Дрисла Скопје, ДОО и Голец Транс Доел. Од делегацијата на Европската Унија укажуваат дека крајниот рок за имплементирање на ИПА-2 програмата, преку која се добиени средствата, е 31 декември 2026 година. Истото важи и за пречистителната станица во Битола, која што се пролонгираше како и тие во Скопје и Тетово. Општо правило, кое ја регулира повеќегодишната програма ИПА-2 за животна средина и транспорт 2014-2020, и дека средствата од ИПА мора да се потрошат пред 31 декември 2026 година. Пречистителната станица во Битола е во изградба и треба да биде во функција од 2028 година. Па затоа сите настанати трошоци во периодот до нејзиното ставање во функција ќе се сметаат за неприфатливи според правилата на Европската Унија. Речниот тек и притоките на Вардар опфаќаат речиси 80% од сите водни тела во Македонија. Швајцарската програма за води, преку 10 годишен ангажман до 2033-та, ќе работи на засилување на институциите, општеството, но и примена на ЕУ законодавството поврзано со заштитата на животната средина. It's important to say that the current water law in North Macedonia has been established back in 2008, and since then the European Water Framework Directive and all the
legislation around it has been developing further. So the first need is to actually catch up and amend the Water Act in a way to harmonize it with the current regulations within the European Union, and also harmonize with other directives like the Nitrate Directive, the Groundwater Directive, protected areas, etc. So there is a lot of, I would say, work to do in terms of improving the legislative system. But that's only one part of sustainable governance. Obviously, the enforcement, the practice, the coordination, the information systems, the monitoring, the data, all that is required to achieve the results. There are reasons for concerns. These are based on the existing monitoring results, where we can see that, for example, nutrient levels are elevated. It's also based on historical evidence quite clear that, for example, in the Vardar River there used to be more visible life and fish and resources, which are hard to find nowadays. So obviously the ecosystems are under pressure, and part of our program is to evaluate these pressures in large detail. Програмата работи на мапирање на кои делови од реката Вардар и нејзините притоки состојбата е лоша, средна или добра. Мапирањето ќе биде завршено до следната пролет. Во меѓувреме, институциите задолжени за следење на состојбата со речните води работат без доволно персонал. Во УХМР на огласи не се пријавувал ниту еден кандидат. Треба да се почне и со испитување на вирусите во водите, бидејќи преку нетретираната отпадна вода, реките не се оптоварени само со бактерии и паразити, туку и со вируси. Зајакнување е потребно и на локалните и централните инспекциски служби, за да се спречат намерните загадувања. Во Македонија мора да профункционира и принципот загадувачот плаќа. Во спротивно, надежта за промена и одговорност ќе биде однесена од матни води.